На одделот за детски болести во Кумановската болница деновиве е регистриран зголемен обем на работа, соопштија денеска надлежните. Поголемиот дел од пациентите се со респираторни инфекции, а веќе започнаа и пролетните алергии, информираат лекарите. Обемот од септември месец не е намален на работа, али од пред една недела ние зголемен обемот на работа, значи се ова деца со респираторни инфекции, така да имаме хоспитализирани до 40 дечиња во дневна болница и во стационар. Сега се со респираторни инфекции, значи обично доаѓаат, матичните ги третираат горно респираторните, така да кај нас доаѓаат со компликации, деца со обструктивен бронхит, деца со пневмонии, искомплицирани вирусни пневмонии, изолираме бактерии од типот на мораксила и стрептококус пневмонија, а овој момент е и почеток на алергиските пролетните алергии, значи алергиски риносинусити и обструктивните бронхити кај дечињата, значи или дечиња кои што се со астматичари. Дечињата што се со алергии на полени, значи се составени на терапија, значи на локална кортикопревентивна терапија, во случај на кашлица се третираат со бронходилататори, во време, значи наутро, да не излегуваат толку кога се, значи кога највисоко е нивото на поленот во околината и мислам тие се препораките. Ако е алергија внатре на домашна прашина и све, значи се дава за контрола на околината совет на родителот и на тој начин малку да се контролира нападите на астматичните напади кај децата. Сега зависи од имунолошкиот систем. Некои дечиња го надменуваат. Имаме значи астма до 3 години, па имаме астма во предшколска возраст и кај некои во време на пубертет може да се јави мирување, потоа значи во возрастно да ни пројават повторно симптоми на астма. Тоа зависи се од типот на астма и од генетската предиспозиција кај некои. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера во 18 часот и 10 минути во полицијата било пријавено дека во двор на црква во селото Карпино, општина Старо Нагоричане, било извршено раскопување на гроб со назнака како културно наследство, при што била искршена и извадена плочата од местото. Извршене увид и се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од СВР Куманово. Шумскиот пожар над акумулацијата Глажња е целосно изгаснат, соопштија утро во надлежните од Национални шуми. Пожарот избувна минатиот викенд и се ширеше во 3 правца, но пожарникарите на територијалната противпожарна единица Куманово и вработените во Кумановската подружница на Национални шуми успешно се справија со огнената стихија. Во текот на вчерашниот ден нашите екипи беа до доцна во ноќта. Јас бев лично со нив. Беше ставен под контрола, значи зборам под контрола, со тоа што беше оневозможено неговото понатамошно ширење, а во текот на утринските часови екипите кои што беа повторно таму веќе потврдија дека пожарот е целосно изгаснат, со тоа што нема веќе никаква можност за негово повторно разгорување, затоа што пред извесно време и почна да роси и да заврне таму на тој дел кај што беше пожарот, така да мислам дека приказната со овој пожар е целосно завршена. После секој ваков настан, институциите, согласно своите законски обврски, постапуваат. Значи, од моментот кога е појавен овој настан, институциите работат на утврдување на евентуална вина на одредени луѓе за кои што имаме или имаат сомнеже дека имаат поврзаност со овој настан. И јас искрено се надевам дека ние ќе го најдеме сторителот, а веднаш и после тоа, ќе бидат поднесени сите соодветни поднесоци, најпрвен да ја добие соодветната казна, а после тоа, таа казна да делува превентивно кај сите оние кои што во периодот кој што ќе следи, би евентуално имале некои вакви намери. Сметам дека по изминативе 2 години имавме доста вакви ситуации од кои што можеме да извлечеме сериозна поука и токму од тие причини сакам да им се заблагодарам и на граѓаните, пред се на населението кои што беа околу истиот пожар ни помогна, значи добар дел веќе се гледа дека граѓаните
навреме го гледаат она кое што не треба да го прават останатите и поголем дел од граѓаните, значи алармира доколку се појави некоја ситуација ваква која што не соодветствува со доброто за природата и воопшто за граѓаните. Ноќеска 1 час по полноќ во секторот за внатрешни работи Куманово е пријавено дека на улицата Никола Вапцаров настанал пожар во паркирани патнички возила, Опел со кумановски регистарски ознаки, сопственост на лице од Куманово и Volkswagen Tiguan со кумановски регистарски ознаки, сопственост на едно лице, а дадено на користење на друго лице од Куманово. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, во гаснењето на пожарот интервенирале пожарникари од територијалната противпожарна единица Куманово во периодот од 1 часот и 10 минути до 2 часот и 20 минути. Повредени лица нема, а увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Во четврток со почеток во 20 часот во изложбениот салон на Центарот за култура ќе се отвори самостојна изложба на слики со наслов Магични кругови. Станува збор за 22 слики од најновата продукција на Јовица Ивановски Моче, работена во последните неколку години и истата представува продолжување на неговиот повеќе годишен претходно развиен концепт. Јовица Ивановски е роден 1962 година во Куманово и е самостоен ликовен уметник кој реализирал неколку самостојни и групни изложби од локален и меѓународен карактер, учествувал и на меѓународни ликовни колонии. Живе и работи во Куманово. Изложбата ќе биде поставена до 5 мај годинава. Полициски службеници вчера лишиле од слобода 2 лица од Куманово на возраст од 30 и 15 години, соопшти полицијата. Тие се сомнича дека со употребена сила влегле во деловен објект на улицата Народна револуција и одзеле повеќе предмети, а се обиделе да одземат предмети од приватен имот на улицата Веселин Маслеша. Тие се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следува соодветна пријава. Истиот ден во 18 часот и 15 минути на улицата Гоце Делчев, полициски службеници лишиле од слобода 26 годишен кумановец. При сообраќајна контрола, полициски службеници сопреле мотоцикл Кавасаки со кумановски регистарски ознаки кој го управувал и по извршени проверки било констатирано дека го управува без возачка дозвола. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Карате клубот Мусаши од Куманово оствари забележителен успех на државното првенство за деца кое се одржа во Скопје, освојувајќи 2 бронзени медали во силна конкуренција. Во категории каде што настапија и до 19 надпреварувачи, Лина Петковска го освои 3-то место во дисциплината кати во конкуренција од 19 учеснички, додека Галена Димитриевска исто така се закити со бронза во категорија со 13 надпреварувачки. Иако без освоен пласман, со одлични настапи и прикажана борбеност се истакнаа и Клаудија Величковиќ, Марко Јовановски и Андреј Ристов. Со освоените медали Петковска и Димитриевска обезбедија пласман на Балканското првенство кое што ќе се одржи во Истанбул. Од клубот истакнуваа дека ова е нивно прво учество на државно првенство, како и први освоени медали на вакво ниво што представува силен мотив за понатамошна работа и напредок. Горди сме на сите наши надпреварувачи и продолжуваме уште посилно, порачуваат од карате клубот Мусаши. Кошаркарите на Куманово утре на домашен терен го пречекуваат составот на КК Ангели во рамки на 3-то коло од плей-аут лигата. Утрешниот меч започнува од 18 часот во спортската сала Куманово. Имате големи соништа, а во моментов не се во можност да ги остварите. Решението може да биде забавно и едноставно. Со купување на инстант лозови на државна лотарија станувате потенцијален добитник на стокови и големи парични добивки. Во богатата понуда има станови, автомобили, електрични мотори и парични добивки до 10 милиони денари. Во продажните места на државна лотарија во Куманово секојдневно има по некој добитник на премија или голема добивка од инстант лотаријата. Некои од нив имаат
имаат омилени лозови место каде што постојано си ја пробуваат среќата, а пак други сметаат дека со самото купување на лозот среќата е под прстите. Што би направиле доколку освоите голема добивка од инстант лозовите на државна лотарија? Па да, така, со оглед на тоа дека често купувам од гребките и гребам постојано, купувам најчесто. Што би направила ако добијам поголема сума на пари? Па неверојатно би ги потрошила за лични потреби или ако е поголема сума на пари, би ги донирала за некои хуманитарни работи. Секој од 10 инстант лоза од сегашната понуда на лотарија е примамлив за играчите над 18 годишна возраст на свој начин. Со лозот Мегамилионер стануваш потенцијален добитник на најголемата парична добивка од 10 милиони денари. Кај Макси Златна рипка премијата е 1 милион денари. Од Калинка може да очекуваш 700.000 денари и Хороскоп 500.000 денари. Доста атрактивни за играчите се и лозовите Златна треска во вредност од најмногу 585.000 денари. Фрути со премија од 400.000 денари и Диамант премија 300.000 денари. Стан во Скопје може да се обезбеди од лозот Доме Сладок Доме. Форд Фокус и Форд Куга е само дел од понудата на Титаниум, а доколку сакате да придонесете за заштита на животната средина, очекувајте електричен мотор со купување на инстант лозот Урбан Стил. Големите досегашни добивки во Куманово се само потврда дека играчите редовно ја предизвикуваат среќата со инстант лотаријата. Во арената Борис Трајковски во Скопје од 23 до 29 април ќе се одржи саем на книгата под слоганот Отвори прозорец кон нови светови. На саемот учествуваат над 65 издавачи со повеќе од 150 настани, а ќе биде отворен секој ден од 10 часот наутро до 20 часот.